Господин Велковски, наистина ми е драго што ве инспирирам, ама многу ми е жал што ве вознемирувам. Тоест не е јасно, тоа се бројките и вистината. Тоа е прво. Второ, ова е втор пат. И во интерес на колегијалноста која секогаш ја имам со било кој колега пратеник, ме молам да ви биде последен пат да кажете дека јас сум кажал лага. Никогаш од оваа говорница не сум кажал лага. Тоа што нешто на некого не му се допаѓа и си го конструира на начин кој што тој сака да го восприеми е друго 20. Јас лага сум кажал. Ројал не сум употребил, употребив само казино, ама ако така си ја викате валата, Ројал казино, тоа е ваш избор. Јас Ројал зборот не го употребив, само употребив зборот дека е казино влада. Во поглед на дискусиите за задолжувањата, за 500 милиони, за 700 милиони, господин Велковски, и за ова имаме втор пат имаме така сериозни разлики. Јас во моето образложување на амандманите ниту еднаш не спомнав задолжување од 700 милиона на 500 милиона. Тоа го зборував како контра реплика на почитуваниот министер Лачевски. И јас во образложението на амандманите зборував само на амандманите. И зборував само за цената на нафтата. И беше многу фер последната понуда. Ако нафтата е со многу ниска цена на светските берзи, зборувате за јавноста да знае, ова е плюс од акцизата пари. 3, 2 и 1 денар. Јас реков, а тогаш, ако дојде нафтата многу високо, зашто државата не дае 3, 2 или 1 денар? Бидејќи тоа ќе биде фер со однос према граѓаните. Понатаму, на нафтата верите дека не сте ја зголемиле цената. Господине Велковски, кога дојде Тевдовски за 3,5 денари ја качи дизел нафтата, а претходно ви читав податоци во литража и во тонажа колку дизел дека 12,7% годишно расте побарувачката за дизел. И тоа е факт, не е лага, господине Велковски. И не е фер да зборувате дека некој нешто излажал. Ништо не сум излажал. Зборувате дека направивте компарација кога цената била, не знам, 92 денари, тоа е берзанска цена. Точно е тоа, тоа е берзанска цена. Јавноста треба да знае дека се ова плюс давачки од средната берзанска цена ако е ниска. Ова се плюс пари, господине. Плюс. И јавноста треба тоа да го знае, дека ако цената падне под $200, 3 денари се плаќаат. И сега ве молам, ова не беше во закон. Ова беше во уредба со законска сила. Така, и требаше да трае 7 месеци. Така пишува во уредбата, едни ми ќе ви ја дадам. И кога поминаа 7 месеци, ни го даваат како закон да важи за сва времена. Тоа е факт. И не лажам. Вие, господине Велковски, најмалку зборувате за законот. Окта, мокта, пред 20 години. Тоа не носи леп во 2021 година. Леп носи како да намалиме давачки, да залауфа економијата, така ќе биде посилна и државата. И јас тогаш сум имал 14 години. Мене ми го зборувате окта. Како да ви кажам, не е местото и адресата. Понатаму, цената на ова, ако падне нафтата ќе се зголеми, ако порасне нафтата по дефолт ќе се зголеми и не е ефект према граѓаните. Ама и вие прв репликант, освен почитуваниот Ковачевски, е зборните за олигарсиве, за 6 денари што им враќате по литар на 1 јануар. За тоа никој ништо не зборувате. Не загадуваат за гасниот газ, за така. У коксот што го ставаат за да има поголема калориска вредност. И не загадуваат. Тие 6 денари им враќате со овој закон. Беше многу конструктивно. И ја очекував да му кажете вие на владата, дечки, ајде да дајме пауза, ова назад у влада. Ова вака не може. Тоа го прават пратеници одговорни. Или да најме компромис. Ако кога пак ќе го повторим, со тоа завршувам. Ако зимате пари кога ќе падне цената на берзата, тогаш давајте пари кога ќе порасне многу цената на берзата. Да се договориме заедно, така да тераме. Овака не може. Ова е казино влада. Минимумот мора да го земам и све плюс е мое. Благодарам.